Почитуван заменик председател на Комисијата за финансирање и буџет, заменик министер, почитувани пратеници присутни, почитувана македонска јавност. Четврт ден од општата расправа на оваа комисија по единствената точка која е на дневен ред, предлог буџетот на Македонија за 2025 година. Буџетскиот документ за фискалната година представува годишен план за функционирање на фискалниот систем на државата, кој е директно поврзан со имплементација на политиките на ниво на извршна власт и е базиран на среднорочната фискална рамка. Буџетскиот документ е јадрото на државата, преку кој таа ќе ги пушти своите сили на действување и движење, а тоа води кон успешно функционирање и непрекинат процес на здрав развој и напредок на една држава. Предлог буџетот за 2025 година е оспособен за исполнување на определбата на фискална консолидација и обезбедување на фискална издржливост, а и обезбедува непречено функционирање на институциите и државата, а и редовно сервисирање на врските. Предлог буџетот за 2025 година е буџет кој е домаќински и внимателно изработен со силен фокус кон подобрување на економската состојба во државата. При креирањето на овој буџет, поаѓајќи од мислата за намалување на буџетскиот дефицит во 2025 година, се извлече намалување за 33 милијарди денари во однос на оваа година. 3,3 милијарди денари. Овој предлог буџет е пред се развоен со многу важна карактеристика, а тоа е дека трендот на раст на расходите е понизок од трендот на раст на приходите, односно приходите се зголемуваа за 13%, а расходите за 10% во однос на 2024 година, со што се придонесува за намалување на буџетскиот дефицит за околу 3,3 милијарди денари, како што сега напоменав. Овој предлог буџет се темели на дисциплина, мерење на резултати, проверки, ефикасност, ефективност, стратешко планирање. После 7 години неуспешно и нефункционално работење на претходната власт, ние можеме да догледаме конечно светлина во мракот со кој не покрија. 7 години погрешно менаџирање, безличност и безидејност, 7 години тотална неуспешност. Пропаднато здравство, нефункционални институции, лудо растечки цени на производи, безредие, непотизам, лаги, корупција, бркање на младите што подалеку од тука. Ова е мракот што не снајде. Мрак од кој ќе излеземе благодарение на искрена и честна работа. И сето тоа поради нашата должност и обврска кон македонскиот народ, кој својата доверба ја стави во наши раце. И преку нас, неговите избраници, токму тука се бори за подобар живот. Во креирањето на сето ова, главна улога го има буџетот на државата. Би се осврнала на неколку позначајни нешта. Најпрво би споменала неколку од видовите на приходи кои се офатени со овој документ. Главен фокус на даночната политика е зголемување на приходите преку модернизација и оптимизација на системот за наплата. Вкупните даночни приходи за 2025 се проектирани на 202,2 милијарди денари, што значи раст од 12,8% во однос на планираните даночни приходи за 2024 година, со удел од 19,8% во планираниот бруто домашен производ за 2025 година. Приходите од данок на личен доход за 2025 година се проектирани на 35,7 милијарди денари, што значува раст од 13,1% во однос на планираните приходи за 2024 година. Приходите од ДДВ за 2025 се проектирани на 86,7 милијарди денари, кои се засновани на предвиденото зголемување на потрошувачката како резултат на реално расположливиот доход. Приходите од акцизи во 2025 се предвидуваат да достигнат 35,4 милијарди денари, што значува раст од 18,6% во однос на 2024. Социјалните придонеси се планирани во износ од 117,1 милијарда денари, односно 11,3% повисоки за разлика од планираните придонеси за 2024 година. Кога зборуваме за расходите, важно е да споменеме дека тековните расходи за 2025 година се планирани во износ од 349,6 милијарди денари, односно 9,9% повеќе во однос на 2024 година. Ова значи редовна исплата на плати на вработените во јавниот сектор, редовна исплата на пензии, гарантиран минимален приход и останати социјални права, исплата на субвенции во земјоделството, поддршка на малите и средни
средни предпријатија. За расходи за стоки и услуги планирани се 26,2 милиарди денари. Расходите за исплата на плати се проектирани на ниво од околу 48,1 милиарда денари, што е 8% повеќе од 2024. За тековни трансфери и субвенции се планирани 254,7 милиарди денари, здравствената заштита е планирана на ниво од околу 52,5 милиарди денари. Најзначајната ставка во предлог буџетот за 2025 година се капиталните расходи, кои се учество од околу 5% од бруто домашниот производ на годишно ниво, представуваат клучен елемент на јавните финансии со силна развојна компонента и се планирани на ниво од околу 50,5 милиарди денари со учество од 12,6% во структурата на расходите. Да го разгледаме овој преглед низ бројки, што всушност значи во неговата примена. Повисоки плати за образовните работници, здравствените работници, полициските службеници, државните административци. Историски највисоко покачување на пензиите за пензионерите од 5.000 денари. Поголеми инвестиции во патната инфраструктура, проекти од комунална инфраструктура и управување со отпад, набавка на медицинска опрема и подобрување на условите во здравствените установи, реконструкции на основни и средни училишта, детски градинки, изградба на училишни и спортски сали, реконструкција на ученички и студентски домови, инвестирање во општините низ државава, инвестиции во земјоделството, унапредување на социјалните услуги. 830 милиони евра ќе бидат инвестирани во конкретни и реални проекти кои се од особена важност за нашата држава. Ветувањата кои ги дадовме на граѓаните сме должни да ги исполниме. И ќе ги исполниме. Ние нема да дозволиме нашите глави да ги наведнеме пред народот кој ни е дал својата доверба, затоа што во нашите усти нема да се најдат никакви лаги. Овој предлог буџет е одскочна даска за тоа. Овој предлог буџет е директен доказ за заложбите на нашата влада и искреноста за придонес кон подобро утре. Во состојбата во која се наоѓа на нашата држава и треба помош, а ние сме тука да ја пружиме. Ние не смееме да се расфрламе со погрешни зборови, ниту со погрешни дела, затоа што на Македонија и на македонскиот народ му е преку глава од грешки, лаги и растурања. Овој предлог буџет е внимателно составуван и самиот тој е дело на домајкински пресметки кои видливо се истакнуваат. Овој документ е она што е потребно на нашата држава да биде спроведено. Да почнеме да тргнеме напред кон излезот од мракот. Очекуваните резултати на овој предлог буџет лежат во остварување на повисоки стапки на економски раст, повисоки плати, подобар стандард на пензионерите, подобри услови за живот, задржување на своите деца тука, по квалитетно образование, отворени можности. Токму затоа, овој предлог буџет е баш онаков како што е сега потребен на Македонија. Токму и поради тоа ги повикувам сите колеги да го гласаат овој предлог буџет, да бидат искрени и реални со тоа, не кон мене, туку кон својот народ. Да ја покажат на Македонија дека нивната љубов кон неа не изумрела во потполност додека ја опустошувале кога беа на власт, туку дека само ја потиснале најдлабоко и најдолу во себе, ставајќи ги своите лични интереси на прво место. Човечки е да се сгреши, но сите знаеме дека грешките постојат за да бидат исправени. Затоа бидете реални пред самите себе и признајте ги своите грешки. Тешко дека вашите ќе можете некош да ги поправите, но дозволете си да дадете поддршка на нешто што представува напредок, раст и развој за државата во која вие, ние и сите останати живееме. Ви благодарам.